Добар ден, Јована, токму за најновиот извештај на Меѓаш, а воедно и за тоа кои се најголемите проблеми со кои што се соочувале децата во Македонија во текот на изминатата 2016 година. Разговарам со господинот Драги Змијанац, основач извршен директор на Меѓаши, а воедно и со координаторката на СОС линијата за деца и млади Ангела Маневска. Добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Господине Змијанац, кои се најголемите проблеми со кои што се соочиле децата во текот на изминатава година? Што велат вашите податоци? Нашите податоци велат дека сите 4 се подеднакво тешки, алармантни и мора да се мобилизира заедницата. Првиот е кога децата имаат проблеми со родителите, кога се разведуваат и кога не можат договорно да се разведат, остварат заедничко и одговорно родителство и по развод по најдобар интерес на детето, кога мора да пресуди Центарот социјална работа и кога едниот родител станува родител од втор значај и кога целото семејство заедно со тој родител трпи консеквенција најмногу детето, бидејќи не може подеднакво двата родители да се грижат, да го чуваат, воспитуваат и да остваруваат еднакво време на видување. Вториот проблем е семејното насилство, имено кога се случува семејно насилство, да не забораваме, иако во поголем број насилници се мажите, но има и жени, трпат семејно насилство по целото семејство. Тука се и децата жртви, би рекол и најголеми жртви, затоа што колку што е помало детето, толку потешко се справува со последиците кои ги трпи неговата мајка или неговиот татко во семејно насилство. И сакам да апелирам до граѓаните да не молчат за семејното насилство, да го преуваат и дека не секогаш треба да се откажуваме за паралелно да работиме и со детето жртва, односно родителот и насилникот, затоа што секогаш има можност за поправен испит и за подобрување на состојбата. Третата ситуација е деца бездомници, деца на улица, улични деца. Имено постојано забележувате дека има деца чии труд се злоупотребува, некогаш од неговите родители, некогаш од криминални банди и мрежи кои ги користат децата и ги злоупотребуваат и на нивна сметка заработуваат. Она што е проблематично во оваа категорија на децата е не само што се злоупотребуваат, туку се исклучуваат од образованието, стануваат неписмени, сиромашни и на тој начин подлежни на најлоши форми на злоупотреба, како што не само питачење, туку и проституција, трговија со деца, детски органи и вклучување во криминални банди. Четвртиот проблем е сексуална злоупотреба врз деца. Она што е алармантно кај нас е оваа година што имаме минатата година што се случува малолетничко сексуално насилство од постар малолетник на дете и тоа повторно покажува дека ако инцестот и родоскрнавањето беше проблематично во претходниот период и возрасен многу често познат човек на детето како педофилија, сега имаме и би рекол сексуална злоупотреба меѓуврстичка со не толку голема разлика на возраст кога и детето и сторителот се деца. Да подсетиме само каде може се да се пријави кршење на правата на детето? Оно што сакам да ги охрабрам децата и возрастните, значи детската амбасада Меѓаши е отворена за соработка на повеќе нивоа. Не само дојава на нашиот СОС телефон 0801 22 22, туку може да се јавите и на 2465 316, може да пратат мејл, може да пратат СМС порака на 07039062, може да пратат мејл на СОС телефонот на детска амбасада или на инфо, може да пратат преку социјалните мрежи, ние имаме многу следбеници, околу 25.000 преку социјалните мрежи, сите тие дојавуваат кај нас, ние реагираме по службена должност со дојава, пријава за случај до државен орган и бараме од таму одговор и многу често вршиме притисок да се постапи по најдобар интерес на детето и сето тоа го нотираме во нашиот извештај кој го доставуваме до Комитетот за правата на детето во Женева и од таму очекуваме препораки до државата која е задолжена да ги испочитува во наредниот период се со цел да се подобри состојбата со правата на децата во Република Македонија. Ангела, СОС телефонската линија одбележува 23 години од своето основање, досега има регистрирано над 20.500 повици. Пред да преминеме на статистиката за претходната година, да ни објасни што всушност представува ова СОС телефонска линија. Така. СОС телефонската линија 0801 22 22 представува една служба, еден сервис за директна помош и поддршка на децата, на нивните родители,
на нивните семејства, каде што тие можат да се обратат, можат да бидат сослушани, да добијат совет, и тоа е најчесто првото место каде што децата, можеби и родителите се обраќаат, и воедно представува и промотер на детските права за кои што се залагаме. Колку повици се регистрирани во текот на изминатата година и зашто најчесто биле тие повици? Така, регистрирани се 82 контакти, со кои што дополнително подоцна сме контактирале, вклучувајќи го и првичниот контакт, станува збор за 147 дојави и се однесуваат на деца потенцијални жртви, а нивниот број е околу 111. Како што напомена и господинот Змијанец, станува збор за проблеми од типот на проблеми при бракоразводна постапка, семејно насилство, сексуална злоупотреба и питачење, односно злоупотреба на детскиот труд. Низ годините колку оваа SOS телефонска линија им помогнала на децата? Како што напоменав и претходно, SOS линијата многу често е првото место каде што децата се обраќаат. Од таму тие се сослушани, разбрани, поддржани, имаат чувство дека некој се грижи за нив и за нивните проблеми, а потоа и детската амбасада меѓаш постапува по службена должност, односно ги известува надлежните институции, се застапува за децата и се бори за детските права. Јас ви благодарам за ова вклучување во ова информативно издание на телевизија Нова. Студио пред малку разговаравме за најновиот извештај на првата детска амбасада во светот, меѓаши како и за кои се најголемите проблеми со кои што се соочиле децата во Македонија во текот на изминатата 2016 година. Секако деталниот извештај го најавувам за некој од следните информативни изданија на телевизија Нова.